Добро вечер, започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Советот одлучи, ФКП листе роди на продажба. Расправа во Советот за воздухот. Преку 1.600.000 денари украдени од Веро на Широк Сокак. 26 возачи возеле под дејство на алкохол. Цените на нафтените деривати во Македонија од ноќеска на полноќ се намалуваат, одлучи регулаторната комисија за енергетика, како резултат пред се на поевтинувањето на нафтата на светските берзи во изминатите 14 дена. Малопродажните цени на нафтените деривати согласно методологијата за формирање на цените се намалуваат во просек за 1,20%. Така малопродажните цени на Евросупер БС 95, Евросупер БС 98 и Евродизелот се намалуваат за 1 денар за литар, во однос на цените утврдени со одлуката од 9.9 годинава и со тоа цената на Евросупер БС 95 изнесува 77 денари за литар. Цената на Евросупер БС 98 изнесува 78,50 денари за литар, а цената на Евродизелот изнесува 65,50 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 0,50 денари за литар и со тоа изнесува 54,50 денари. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,317 денари за килограм и ќе изнесува 38,843 денари за килограм. Овие цени ќе важат за следните 2 недели. Преку 1.600.000 денари украдени од Веро на Широк Сокак. Денес околу 6 часот и 50 минути во СВР Битола е пријавено дека најверојатно околу 12 часот и 48 минути од непознат сторител е извршена тешка кражба, односно насилно е влезено во просториите на Веро 6, лоцирано на Широк Сокак во Битола, при што е одземен сеф во кој покажување имало 1.662.000 денари. Извршен е увид од екипа на СВР Битола. СВР Битола ги превзема сите мерки и активности за целосно расчистување на случајот. СВР Битола изминатиот викенд спроведе акцијска контрола за откривање на прекршоци при управување на возила под дејство на алкохол. Од вкупно контролирани 203 возачи, при што се извршени 147 алкотестирања, кај 26 возачи е утврдено присуство на алкохол и се откриени 24 останати прекршоци од Законот за безбедност и сообраќај на патиштата. Одземени се 26 возачки дозволи, вкупно издадени се 41 платен налог, 33 возила се исклучени од сообраќај, издадени се 4 покани за наплата на глоба, а 7 возачи се предупредени. СВР Битола и во наредниот период ќе продолжи со зајакнати мерки и активности во областа на сообраќајот. Иницијативата на Граѓанската асоциација за чист воздух во Битола не се најде на дневен ред на денешната седница на Совет. Иницијаторите ја следеа расправата по точката за формирање координативно тело за следење на состојбата на амбиенталниот воздух. Маја Богоевска. Како точка на дневен ред пред битолските советници денес се најде решението за формирање консултативно тело за следење на состојбата на амбиенталниот воздух. Од владеачкото мнозинство потенцираат дека основна задача на ова тело ќе биде да обезбедува соодветни точни информации за состојбата со амбиенталниот воздух во Битола и да донесува иницијативи и да предлага соодветни мерки и стратегии до Советот и градоначалникот. Во решението за формирање стои дека работата на консултативното тело е јавна, терминот за одржување на состаноците ќе се најавува преку медиумите и во работата на телото можат да земат учество сите граѓани. Во составот на ова тело се членовите на Комисијата за заштита на животната средина, составена од членови на Советот, како и представници од релевантни институции. Претседателката на Советот рече дека денес ја доби граѓанската иницијатива Битола сака чист воздух. Иницијативата не беше поставена како точка на дневен ред. Еве во овој момент ја добив иницијативата која што е поднесена граѓанската иницијатива. Инаку не стигнала до мене, бидејќи е распределена во одделение 01, ми се чини дека е тоа заштита на човекова околина, затоа до сега не стигнало кај нас. Бидејќи на комисијата присуствуваа членовите од граѓанската иницијатива, на Комисијата за заштита на човекова околина, во четвртокот мене ми се јави градоначалникот дека има присутни од граѓанската иницијатива кај него, и дека се оградуваат од сите политички партии, дека е чисто граѓанска иницијатива, а бидејќи ние во петокот веќе бевме со идеја да формираме вакво консултативно тело, јас ги повикав во 12 часот да се видиме и присуствуваа на седницата на Комисијата за заштита на човекова околина, како се разбира бидејќи комисиите се јавни, присуствува на комисијата
и ми се чини таму веќе го изнесовте, јас не бев присутна на комисијата, ги изнесовте барањата од вашата иницијатива. Опозицијата со коментар. И сега се постава прашањето. Хипотетички гласно размислувам. Прво, дали е ова обид на владеачкото мнозинство, бидејќи е тоа карактерна особина нивна, да секоја иницијатива граѓанска ја канализираат во рамките на партискиот систем. Не говорам за политика, затоа што политиката е еден поширок глобалитет. Бидејќи тоа веројатно не можеле да го голтнат, се обидуваат на еден ваков начин. Со субституирање да не задоволат нас, да се задоволат самите себе си, ама да ги задоволат и оние 10.000 иницијатори кои што се придружиле на групата во делот на она што значи граѓанска иницијатива. Представниците на иницијативата денес беа присутни на седницата. Имавме некаква понуда да влеземе во тоа консултативно тело. Ние во рамките на нашиот принцип за деполитизација воопшто на целата група иницијатива одбивме да влеземе во тоа консултативно тело. А во меѓувреме не беше речено дека само преку тоа консултативно тело ќе можеме да се обратиме пред Советот на општина Битола, иако ни беше ветено дека ќе се разгледа и кога ќе поминеме на таа комисија дека слободно ќе можеме да се обратиме пред Советот на општина Битола. Тоа на денешната седница не ни беше дозволено. Ние чекаме ова изјава ја даваме со цел да кажеме со цел и на принципите на транспарентност на нашата група пред нашите поддржувачи и имаме да кажеме дека ние ќе го сочекаме одговорот на претседателката на Советот на општина Битола до наредната седница. Таа утрово не прими пред почетокот на седницата и каже дека нашата граѓанска иницијатива воопшто не била доставена до неа до денес, иако ние имавме некакви информации дека била доставена, а се одбила, и бидејќи тука има некаков дисконтинуитет во нашата комуникација, ние решивме само да останеме, да одгледаме седницата до крај, особено точката која што нас не засега. Кој е нивниот нареден чекор? Да чекаме одговор од неа, се надеваме дека нема да мораме да одиме во тоа да собираме 10% од избирачкото тело подписи, кои што би значиле негде нешто повеќе од 8.000 и нешто. Иако размислуваме и за нешто многу поголемо, сега во моментот ни се врти низ главата за некакво за повисока форма на граѓанско изразување од типот на референдум. Знам дека 10% од гласачкото тело треба да се подпише, тоа што се 8.000 и нешто подписи за ние да излеземе пред Советот на општина Битола со нашите барања. Доколку нема заинтересирани граѓани кои што мислат дека ова е проблем на Битола кој што треба да се реши, тогаш не гледам ни причина за нашата борба воопшто. За точката гласаа 15 советници за, а опозицијата гласаше воздржано. Денеска Битола се приклучи кон останатите градови во светот во одбележувањето на Светскиот ден без автомобили, која покажува тенденцијата за подобрување на урбаниот живот. Оливера Михајловска. Денеска е меѓународниот ден без автомобили. Еден од ретките денови кога поради одбележувањето само на неколку сати се пешачи или се парадира со велосипед. Според анализата на Светска банка, во Македонија годишно умираат по 1350 луѓе како резултат на загадувањето на воздухот со ситни честички познати како PM10. Минатата година алармот за загаденост на воздухот се вклучи низ неколку градови во државата. Денешниот ден треба да биде поттик за активизам. Значи имавме повеќе активности, имавме дебати, расправи, проекција на документарни филмови. Исто така имавме избор на најубава фотографија на истата тема, а денеска имавме избор на најдобрите цртежи. Значи една недела каде што сакавме вниманието да го насочиме кон животната средина. Вие знаете дека тоа е проблем, глобален проблем насекаде, автомобилизмот, и цениме дека една од главните причини за загадување на средината во која што живееме се всушност автомобилите. Ова недела беше посветена на алтернативните можности за движење. Ние како полиција една од основните задачи ни е и заштита на сите учесници во сообраќајот, а особено оние учесници кои спаѓаат во ранлива група на учесници во сообраќајот, тоа се велосипедистите и пешаците. Во секојдневната работа преземаме севкупни активности, меѓу кои спаѓаат превентивни и репресивни активности, се со цел заштита на оваа категорија ранливи учесници во сообраќај.
Одбележувањето на Европската недела на мобилност во Битола е израз на тенденцијата за подобрување на квалитетот на урбаното живење. Општина Битола во соработка со фотокиноклубот Битола во рамки на одбележување на Европската недела на мобилност распиша конкурс за избор на најдобра фотографија на тема Битола на велосипед. Зошто пешки до работа? Деновиве на интернет порталите многу совети за тоа колку е корисно да се пешачи, но и за тоа колку пешачењето влијае на работата. Една неодамнешна британска студија покажа дека луѓето кои почнаа да одат на работа со велосипед или пешки се чувствуваат посреќни и умеат да се концентрираат подобро. Стево Башуровски. Предпоставајќи дека растојанието меѓу домот и работното место ви е до 1 час одење пешки, ова е добра можност да се раздвижите секој ден. Покрај тоа, така ќе заштедите на патните трошоци, за бензин или за карта за градскиот транспорт и нема да ви се наметнува секој утро да мислите ќе има ли каде да ја паркирате вашата кола пред службата и ќе дојде ли автобусот на време. Една неодамнешна британска студија покажала дека луѓето кои почнаа да одат на работа со велосипед или пешки се чувствуваат посреќни и умеат да се концентрираат подобро. Одењето пешки ќе ве релаксира заради убавите есенски денови. Прошетката до канцеларијата може да ви помогне да стигнете до некакво покреативно решение на некој службен проблем. Одењето пеш или со велосипед на работа може да ги инспирира и блиските за истото, тоест ќе се претворите во добар здрав пример за околината. За прошетката до канцеларијата нема да ви биде потребно многу повеќе време од патувањето со автомобил во сообраќајот. Ако секој ден патувате со автомобил по напорен пат од околу 5 км за 45 минути, тогаш со велосипед може да се стигне за 1 час. Одењето пеш секој ден на работа ќе онамали ризикот да заболите од хронична болест диабетис, висок крвен притисок и друго. Исто важи за возењето велосипед наместо автомобил. Покрај тоа, ако се враќате приквечер пеш, поверојатно е да се радувате на здрав ноќен сон. Одењето пеш може да ја намали вашата генетска склоност кон дебелење. Истражувачите од Харвард сметаат дека е можно на половина да се намали ефектот на генетски предиспозиции кон дебелење ако човек оди со брзо темпо секој ден по 1 час. Во здраво тело, здрав дух, таква е теоретската максима. РЕК Битола ги собра наградите на спортските игри. И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Презентирана изложбата на фотографии Битола на велосипед. Се подготвува овогодинешното издание на Интернационалниот фестивал на класична музика Интерфест Битола. Мали генијалци ја презентираа својата програма. ФК Пелистер роди на продажба. Талески денеска доби зелено светло од советниците. Владеачкото мнозинство гласаше за, а опозицијата беше воздржана. Освен за фудбалот, денеска и ракометот беше во советот. Ракометниот клуб Пелистер ќе стане акционерско друштво. Маја Богоевска. На денешната седница Советот на Општина Битола донесе одлука за овластување на градоначалникот на Општина Битола за продажба на доминантен пакет на акции во сопственост на Општината во Друштво за спортски дејности Фудбалски клуб Пелистер АД Битола. Опозицијата со забелешки. Денес имаме одлука за продажба на Фудбалскиот клуб Пелистер, тоест таа не е за продажба на Фудбалскиот клуб Пелистер, туку со оваа одлука продажбата на Фудбалскиот клуб Пелистер се враќа повторно на почеток, значи сагата и агонијата на фудбалерите, стручниот штаб на Битола и битолчани околу Фудбалскиот клуб Пелистер ќе продолжи понатаму. Значи 10 години Битола е зафатена од циклон, наречен ВМРО ДПМН со псевдоним Владимир Талевски. И тој циклон ни донесе суша од преку 200 милиони евра, кои што се исушени од страна на Владимир Талевски, пари од буџетот и собрани од граѓаните на Битола. Значи, буквално се што фати господинот Талевски се исуши. Се исуши фудбалот, се исуши ракометот, се исуши кошарката, се исуши целиот спорт во Битола. Дури имам впечаток на Талевски, ако му дајме и море, и него ќе го исуши. Почитувани колеги, значи да не ја замајувате јавноста. Не само кога ќе ви требаат гласови да ставите шаловите и дојдете таму на стадионот под Тумбекафе. Ако навистина имате честна намера, продајте го фудбалскиот клуб Пелистер. Ние како опозиција на 35-ти дадовме безрезервна поддршка за продажба на фудбалскиот клуб Пелистер. И тука да нема дилеми. Опозицијата не е против продажбата на фудбалскиот клуб Пелистер. Меѓутоа, опозицијата е на кого ќе му го дадеме и на кого ќе му го продадеме фудбалскиот клуб Пелистер.
Значи, покрај овие критериуми што денес ги гледам во оваа одлука, каде што треба да го овластиме градоначалникот Талевски, јас би рекол само вака, наше народно, да видиме и колкаво е нивното домаќинско работење на тие понудувачи. Јас не знам кои си и не знам дали ќе има. Опозицијата гласаше воздржан. Сите сме свесни дека евентуална продажба или со доминантен пакет на акции би била од корист посебно за фудбалот, а и за сите нас. Бидејќи досега имаше неколку неуспешни обиди во врска со она одлука која што ја донесовме во мај за 100% предавање на клубот и со одредени услови од минимум 500.000 евра финансирање, меѓутоа да се покаже дека такви услови никој не се пријави на тие услови. Затоа денес се одлучивме да донесеме една пофлексибилна одлука, односно да го властиме градоначалникот на општина Битола врз основа на досегашно пристигнатите понуди и врз основа на одредени критериуми кои што овде на седница на Совет ги изгласавме, да се евалуира најдобриот понудувач и потоа повторно договорот да се врати на седница да се гласа за него. За точката се гласаше со 15 гласови за и 13 воздржани. Кои се понатамошните чекори? Сега, значи, се префрла постапката во општинската администрација и градоначалникот, бидејќи тие се стручни тоа да го прават економисти, ние сме овде политичко тело, а не сме стручно тело, врз основа на законските прописи, врз основа на постапките предвидени за ваков вид на продажба, општинската администрација и градоначалникот ќе одредат, ќе евалуират врз основа на поставените критериуми, ќе одредат најповолен понудувач и повторно ќе го вратат договорот на Совет да се гласа. На денешната седница се донесе и одлука за утврдување на интерес за основање на акционерско друштво за вршење дејност спорт. Со оваа одлука Советот на општина Битола го утврдува интересот на општина Битола за пристапување како основач на друштво за спортски дејности, ракометен клуб Пелистер АД Битола. Основачи на акционерското друштво ќе бидат општина Битола со 30% капитал и градежното предпријатие Пелистер и ДОО Цирмат со 70% капитал. Како фирмите повеќе да соработуваат меѓу себе? Работилница на оваа тема во БАС Академијата. Денешнава работилница за развој на иновативноста во предпријатијата како основа за економскиот развој е во организација на БАС Институтот за менаџмент како носител и уште 8 други организации од Битолскиот регион кои што на определен начин ги поддржуваат фирмите во нивниот економски развој. Основна намера покрај тоа што ќе се занимаваме со препознавање на иновативноста, на комерцијализација кратамо, е да се провери подготвеноста и компетентноста на овие организации да соработуваат меѓу себе, а многу повеќе самите фирми да соработуваат во развој на концептите за иновативност, бидејќи малите и средни предпријатија никоја сама посебно не може да одели ниту финансиски, ниту човечки ресурси да работи во оваа многу значајна област. Ротари клубот Чирок Сокак од Битола по трет пат ја организираше манифестацијата Цртаме за мир во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на мирот. Секоја година и даваат различна димензија на оваа манифестација, но пораките се секаде исти, дека сакаат мир. Трета година со ред го обележуваме Светскиот ден на мирот со Цртаме за мир. Секаде во светот се обележува овој ден и многу ротари клубови го обележуваат истиот ден, истото го правиме и ние. Различен облик му даваме на оваа манифестација секоја година, но во секој случај сакаме да има мир во светот, сакаме да има мир со пријателите, сакаме да има секаде мир. Завршија синдикалните спортски игри. Работниците од РЕК најдобри, наградени скоро во сите спортски дисциплини. Манифестацијата беше заокружена со свечена вечера и пригодна забавна програма за довидување до следната година на ваквите спортски синдикални работнички игри. Со доделување на наградите на најуспешните поединци и групи завршија 34-тите поред синдикални работнички спортски игри. На брегот на Охридското езеро 3 дена надпреварувачите од сите 11 подружници на ЕЛЕМ го покажаа својот спортски дух, надпреварувајќи се во 17 дисциплини. Почестен сум што вечерва можеме да констатираме дека успешно завршија игрите и со ова покажавме дека синдикатот на ЕЛЕМ е на високо ниво и со спортски дух кај вработените, рече првиот човек на синдикалната организација на ЕЛЕМ на свечената манифестација и додаде дека овие игри не би се одржале доколку би ја немале поддршката од генералниот директор. Вечерва завршија синдикалните спортски работнички игри 2014 и сите си добија се спрема своето што го заслужија.
се бореа, се надпреваруваја, ама има борбен дух и сите заеднички прославуваат вечервава и треба да му биде пример на оние кои понатаму прават спортски работнички игри да бидат како нашите. Сите се заедно и сите се весели. Се играше кошарка, ракомет, фудбал, шах, пинг-понг и уште многу други спортови. Секој си ја бодреше својата екипа. Најмногу внимание кај присутните привлече влечењето на јаже и кај мажи и кај жени, каде што неизвестно беше до самиот крај. И оваа година најмногу бројни, а и најдобри од регбитола, каде што освоија медали скоро во сите спортски дисциплини. Јас сум Димовски Александар, се надпреварував во влечење на јаже. Оваа година ние победивме регбитола. Значи овде сме дојдени во склоп на синдикалните игри кои ги организира синдикалната организација на регбитола секоја година. Се дружиме, си поминуваме одлично време заедно со останатите подружници на ЕЛЕМ. Јас сум Стојанка Јовановска. Учествувам во дисциплината фрлање на џуле, значи поединечен спорт, кај што освои второ место. И во групно влечење на јаже прво место. А во подружница регбитола награди за нас значат некоја сатисфакција за повторно надпреварување, значи надпреварувачкиот дух превладуваше. Најбитно е значи да се учествува. Сепак победата како победа ни е многу драга, али сепак ова е спортски дух. Рушица Димитриевска, доаѓам од подружница Хес Маврова. На овие синдикални игри сум координатор на нашата група. Се учествувавме во сите дисциплини, освоивме бронзен медал во одбојка, скок во далечина мажи и второ место, сребро. Влечење јаже жени, бронза освоивме, така да не се враќаме со празни раце. Само пофални зборови за овие игри што се организираат. Надпреварувавме во одбојка, влечење на јаже, една посебна дисциплина за жени, каде што постигнавме прекрасен успех, додека во ѓуле освоив прво место, а пинг-понг и така и други дисциплини, каде што сепак бев една личност што освои најмногу награди. Дали наредната година ќе дојдете да земите учество? Секако, јас сум спортски човек и благодарение на синдикалната организација уште еднаш ќе се повторам. Ќе биде благодарност ако идиме и ако се дружим. Тоа е најдобро. На ниво на синдикална подружница на регбитола, како најголема производствена единица за овие спортски синдикални работнички игри, доаѓаат најдобрите кои освоиле прво место на рударските спортски игри, кои што се одржуваат на Денот на рударите. Па со оглед на тоа сум задоволен од постигнатиот резултат, вели Дамчевски. Јас сум презадоволен од резултатот што го постигна регбитола и многу сум презадоволен што поминаа во фер и демократски услови сите синдикални работнички игри оваа година. Манифестацијата беше заокружена со свечена вечера и пригодна забавна програма за довидување до следната година на ваквите спортски синдикални работнички игри. Дали ја следите програмата на филмскиот фестивал Браќа Манаки? Беше анкетното прашање на нашиот портал за изминатата недела, еве ги вашите одговори. Редовно се изјаснија 10,7%, повремено 12,7% и не ја следам програмата 76%. На tera.mk е новото анкетно прашање, посетете го. Еве што донесува светот. Албанија е европска, а не муслиманска земја, порака од Тирана до Брисел. И за други вести од светот, покусата пауза. Останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: со што најчесто стигнувате до работното место? Со автомобил, со такси, со автобус, со велосипед, пешки? За резултатите од анкетата, читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија.
4 лица од Скопје и Битола се уапсени поради недозволена трговија со марихуана. Дилерите се уапсени со 9 кг марихуана која ја набавиле во Битола со намера да ја препродаваат во Скопје. Нешто по полноќ од непознат сторител извршена тешка кражба, односно насилно е влезено во просториите на Веро 6 лоцирано на Широксокак во Битола, при што оценен се во кој покажување имало над 1.600.000 денари. Новата банкнота од 10 евра ќе биде пуштена утре. Холограмот и водениот жик на банкнотата го покажуваат портретот на Европа, лик од грчката митологија. Босанските срби поставиле метален крст висок 10 метри во близина на Сараево во сеќавање на над 6500 сараевски срби убиени за време на војната во Босна. Франција соопшти дека не се плашат од повиците на милитантите од исламската држава до муслиманите да убиваат цивили чии влади действуваат против джихадистите. Белгиското МВР објави дека во операција за спречување на терористички напад во кралството пронашле експлозиви што биле подготвени за употреба. За време на посетата на Албанија, папата Франциско упати порака до Европа. Папата Франциско изјави дека Албанија е европска, а не муслиманска земја и оти со одлуката првата негова официјална посета на една европска држава да биде во Албанија, сакал да испрати порака на Европа. Римокатоличкиот поглавар ова го изјави на крајот од еднодневниот престој на Албанија, каде што во Тирана го пречекаа над 250.000 луѓе. Папата одржа миса со бискупите од регионот, а го посети социјалниот центар Бетани, каде што се сместени деца без родители и хендикепирани лица. Во Мадрид денес протест против нацрт законот за речиси целосна забрана на абортусот во Шпанија, а протести на поддршка ќе се одржат во Париз и во Лондон. Активисти против абортусот, како и една група жени, тргнаа синоќа со возот на слободата од разни краишта на Шпанија до Мадрид на протест. На собирот во Мадрид ќе дојдат активисти од цела Европа, наведоа организаторите на собирот. Протестите на поддршка ќе се одржат пред шпанската амбасада во Париз и во Лондон. Протест на поддршка веќе е одржан во средата во Брисел. Конзервативната влада на Маријан Ракој неодамна предизвика бура незадоволство откако го усвои нацрт законот што го забранува абортусот во Шпанија. Абортусот ќе биде дозволен само во случај ако е загрозен животот на жената, како и во случај на силување, ако претходно е покрената судска истрага. Референдумот во Шкотска и рече не на независноста, но самата кампања им даде елан на повеќе сепаратистички движења во Европа. Повеќе сепаратистички региони го чекаа гласањето во Шкотска во надеж дека нивното да ќе им ги отвори вратите за да тргнат по истиот пат. Делегации од Каталонија, Баскија, Бретања и Корзика биле испратени во Шкотска за да го наблюдуваат гласањето и да им дадат поддршка на приврзаниците на независноста. Во Европа има десетици партии кои се надеваат дека нивните региони ќе станат еден ден независни, како Фландрија во Белгија, Баварија во Германија, Каталонија и Баскија во Шпанија, во Франција тоа се партии во Корзика и Бретања или па Данија во Италија. На 11 септември се одржа масовна манифестација во Барселона, Каталонија, чија цел беше да и се даде поддршка на Шкотска, но и да се покаже дека овој регион одамна сонува да се раздели во Шпанија. Веќе е закажан референдум или консултации на 9 ноември во Каталонија, каде што од гласачите се бара да кажат дали сакаат независност. Украинскиот претседател Петро Порошенко изјави дека Украина мора да е подготвена да се одбрани ако пропадне мировниот процес со проруските бунтовници. Сепак тој рече дека конфликтот во источна Украина нема да биде решен со војни средства. Говорејќи за украинските медиуми, Порошенко исто така нагласи дека Украина изгубила 65% од својата војна опрема на фронтот за време на борбите во регионите Донецк и Луганск. Киев и проруските бунтовници се согласија на прекин на огнот на 5 септември, а и покрај многуте прекршувања, завојуваните страни во петокот се договорија да ја повлечат артилеријата и другото тешко оружје надвор од тампон зоната од 30 километри. Голем број демонстранти вчера излегле на улиците на рускиот главен град за да побараат мир во Украина во најголемиот опозицијски митинг во последните 6 месеци. Градските власти процениле дека на протестот се појавиле 50.000 луѓе кои носеле украински, руски и опозицијски знамиња и извикувале не за војната и други пароли. Протестите сметаат дека за кризата во југоисточна Украина не се виновни Вашингтон и Киев и ја гледаат Русија како агресор, како страна што ја минира шансата за мир во регионот.
На маршот традиционално се собрале повеќе опозицијски групи, а во толпата биле забележени и транспаренти на екстремно десничарски организации и знамиња на геј паради. Во маршот учествувале и симпатизери на самопрогласените народни републики на Донецк и Луганск. Есента во Македонија и на целата северна хемисфера календарски почнува утре во 4 часот и 29 минути. Во исто време на јужната полутопка на земјата ќе настапи пролета. На првиот есенски ден сонцето ќе изгрее во 6 часот и 23 минути, а ќе зајде во 18 часот и 30 минути. Денот ќе трае 12 часа и 7 минути. Времето според синоптичарите ќе биде променливо облачно и свежо, предпладне со локален дожд. Оливера Михајловска. Многу ми намислат дека есента е сезона на депресија, токму поради облачните и врнежливи денови што следат по крајот на летото. Но пробајте оваа есен, наместо да му се муртите на тмурното време, да се загреете за вистински промени во својот живот. Топлите бои на природата, жолтите и црвени лисја на дрвјата, есенските овошје и зеленчуци се вистинска и незаменлива инспирација. Кога и да се соочувате со тежок предизвик или сте ставени пред голема одлука, излезете до најблискиот парк и разбистрете ги мислите, заминете на долга прошетка и уладете ја главата. Есента е мирно и сталожено време, а ладното ветре и капките дожд го смируваат притисокот на кој сте изложени. Есента носи нови обврски, нови почетоци, но и нови задоволства. Најдете начин да уживате во неја и да ја почувствувате со сите сетила. Врнежливото време е вистинска шанса да им се посветите на своите цели и интереси. Наместо денот да го минете пред телевизор, посветете се целосно на вашите цели. На оние кои се борат со есенската депресија, добро ќе им дојде да се фокусираат на една работа и да го дадат најдоброто од себе што ќе им ги тргне мислите од се друго. Есента е создадена за вистинска мода. Сите чевли, чизми, модерни джемпери, марами, шапки во топли бои кои ве освојуваат од излозите. Има ли поубаво помината недела од таа кога сте стуткани под топло кебе додека пиете некој вкусен чај кој го шири мирисот во домот, а надвор гледате ситен дожд и листови што полека паѓаат. Вистинско уживање е прошетката низ паркот кога одите на работа или на училиште, факултет и гледате како се менуваат боите на природата или веќе ги насетувате крцкавите ливчиња под чекорите. Есента е вистинско време да бидете попродуктивни дома, да се унапредите на работното место, да го направите она што веќе долго го одлагате. Смислете добар план и тргнете кон вашите соништа. Есента ќе трае до 22 декември во 00 часот и 3 минути, кога календарски ќе започне зимата. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево.
Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Имајте пријатна вечер со Тера.